Добре, дојдовте во новото издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев. Денес имаме интересна тема, поврзана со музиката како универзален јазик кој што ги поврзува генерациите, културите и емоциите. Во Велес, голем дел од музичките активности се предводени или поврзани со работата на професор Веселинка Маџарова, која што не само професор, та и диригент на детскиот хор Свети Кирил и Методи во Велес, но и предводник на Сдруженијето Арт Окарина, кое што работи на полето на уметност, на култура, бројни настапи бележат со детскиот хор не само во Македонија, туку и во Русија, Белорусија, Полска, Чешка, Холандија, само што се врати од Холандија. И тоа беше повод, ние многу пати договараме изминативе месеци кога да гостуваме, но јас со патувања, они со активности и конечно успеавме да ја имаме во студиото на Форум Импакт. Добре ни дојдовте, професорке, како сте? Благодарам, добро ве најдов, баш убаво интересно студио искоментирав, ми е доста весело со многу бои, така ме прави мене да бидам порасположена, влие на расположението во секој случај. Секогаш позитивен лик, јас би рекол, и како професорка ве памтам уште од основна школа и можам да речам дека сте буквално истота. Да, и по изглед и по расположени, по позитивна атмосфера, секогаш насмеана, весела, верувам дека младите околу вас, работата со млади ученици, со музика ве прават навистина во добра форма. Така влие, нормално. Ти младешки дух. Така, да, но името самото налага или да бидам, името самото име ми налага да бидам така повесела, порасположена. Но работата со младите луѓе те прави да се чувствуваш помладо и поубаво и весело и расположено во секој случај. Имавте во едно интервју, чинам, интересна мисла, вели дека пеењето и свирењето на инструмент прави како добро здравје за во постари години. Така, го задржува доброто ментално здравје пред се, емотивното здравје кај човекот, го задржува на така поубаво и повисоко ниво. Интересна констатација. Добро, вашата работа се одликува со бројни надпревари, бројни награди, настапи, чинам во последно време, како навистина да сте се присутни, што е супер да се види, како тие млади генерации успеваат да бидат активни со вас, со вашето предводење. Ви има на доста значајни настани, јубилеи, не само во Велес, туку и во државата исто посебно и на значајни институции. Така, значи... Туку што се вративте и од Холандија. Да, како поминавте таму? Благодарам на прашање. Навистина убаво искуство, значи последното наше патување беше поврзано со Еразмус програмата и проектот Хор. Почна уште летото во Охрид, каде што бевме заедно со холандски хори и разменувавме музичката култура на двете држави. И додека бевме во Охрид, исто така се искористи времето да настапиме и на меѓународниот Охридски фестивал, и ние и холандскиот хор од музичко Зангскул од Холандија, каде што таму освоивме второ место. Мислам, навистина убаво време се помина во Охрид, убави дружби помеѓу децата, помеѓу учениците, а во Холандија интересно е што видовме една друга држава, една друга култура или цивилизација, начин на живот, кој е многу поинаков, мораме да кажеме, од нашиот. И таму имаше музички работилници, каде што се разминуваа двете музички култури на двете држави. И освен што имавме музички работилници, во склопот на Еразмус проектот, исто така имавме и два концерти, каде што едниот концерт беше за македонската заедница во Холандија, поточно во градот Утрех,
каде што настапивме со 30 минутна програма. Имавме и духовни композиции, затоа што беше баш се погоди периодот да биде за празникот Свети Стефан, а другиот дел беше македонски фолклорни композиции, каде што беа преработки, хорски композиции од Драган Шуплевски, од Стојан Стојков, значи За репертоарот имам нели посебно прашање ќе разговараме и повеќе. Не секогаш е различен, еве за таму. Значи беа и духовни и фолклорни композиции. Тој концерт го делевме со хорот од Холандија и уште еден концерт имавме во основно училиште. Значи, убаво искуство, двата концерти ни беа со овации од страна на публиката и нашите многу убаво не примија. Исто така и учениците во основното училиште кај што бевме поставува и прашања после концертот. Тоа беше па само наш концерт на нашиот хор, значи солистички беше како концерт. И двата си има свој впечаток и своја убавина во однос на концертната изведба. Споменав дека музиката нели како воспитувач е универзален јазик и посебно детскиот хор Свети Кирил Методи кој што го предводите се на некој начин велешки амбасадор или македонски амбасадор на таа детска култура што ја представувате, односно на музичката култура. Опфаќате репертоар кој што е широк, ќе збориме подетално и за тоа, но ајде едно прашање може ли поврзано да речеме ќе започнеме во денешниот подкаст со како започна вашиот музички пат? Од дете мислите кај мене? Дека да спомнеме тоа имаме. Што ве мотивираше нели да подоцна се посветите на хорското работење? Така, значи од моје најрано детство, како што кажуваат моите родители, мојата баба Веселинка, по која сум крстена, го носам нејзиното име, биле 3 или 4 сестри кои пееле во распеани велешани. Така. Да, од тука нели целата таа работа започува кај мене и баба ми, уште од мојата 2 година, ме учела да пеам и баш сум почнала со тие народни староградски песни како дете и многу сум ги пеела и постојано и на семејни прослави како дете и подоцна како ученичка во основно училиште немаше приредба да не почне или заврши со мене, пеев и во тогашните хорови, но интересно е што на баба ми сестра Васа Пласкиева, она е и автор на повеќето староградски песни. За Васил Антевски е лично нејзина песна, е убаво е да го спомнам сега тоа. За Васил Антевски исто патроно пиле галено, и таа е нејзина песна како што расправала баба ми. Таа дори занесе во македонска телевизија имало и цела една програма и многу од песните, песнарка, она не била музички писмена, ги ја снимале на магнетофони, најверојатно во тоа време, и цела песнарка со текстови, она додека, по кажувањето на баба ми, додека шиела, била и шнајдерка, музика. Да, додека шиела, измислувала и текстови и музика за самите песни. Значи, ете, можеби од тука го носам тој музички ген од страната на баба ми, на татко ми, ете така. Значи, они како сестри биле и меѓу првите кои го формираат распеани велешани. И доста долг период се задржале во распеани велешани. Значи, од тука можам да кажам дека почнува моето музичко образование, па подоцна веќе во 3-то деление се запишувам во нижото музичко училиште во Велес, каде што учам да свирам клавир. Го завршувам нели нижото музичко образование, па одам во средно музичко на одсек соло пење. Па исто така додека бев средношколка настапував на многу настани што ги организираше средното музичко училиште, надпревари. Исто така школувањето го продолжив на музичката академија во Скопје. За тој период настап со Македонската филхармонија, солистички концерти организирани од Факултетот за музичка уметност, надпревари, значи во континуитет. Од секогаш се гледавте подоцна повеќе како педагог професор, не директно како музички работник или на сцена човек? Не, во прво време се гледав како човек на сцена. Затоа и нели бев запишана на одсекот соло пење.
но подоцна со приликите или животните прилики, по враќањето во Велес, си го најдов патот во образованието, каде што мислам дека Господ не ги реди работите и доста успешно се покажа таа моја одлука, нели, да не бидам солист или да не бидам во опера, туку да бидам во основното образование и работата со децата и младите луѓе, иако тоа првична желба искрено не беше моја. Но си дојде самото по себе. Да, самата по себе си дојде. Се надгради таа љубов за работа со деца. Да. Не жалам за тоа. Сеќавам на моментите во основно училиште, во Васил Главинов, така? Така. Училиштето, каде што и тогаш бевте професор по музичко ни бевте и знам и хорот беше нов момент за сите нас, можеби. Можеби биле некои почетоци, се не знам. Така, почетоци. Да, колку е тоа предизвик и кои се тие предизвици што постојат со работењето со млади деца, ај да речам, деца и млади тинеџери, кои што се ете во фаза на развој, гласот каде што им мутира, голем дел ги имате неколку години, па работата со хорот подоцна си одат. Така. Ако зборуваме за тежината за работата, најтешко да работите со детски хор, затоа што не ги имате долго време хористите во хорот. Нели пубертетот ќе помине, 14-15 години тие веќе заминуваат, што не е случај во возрастните хорови, ке женските, мешаните хорови, машките хорови, каде што тие можат да пеат и 20 години. Нели од нивната 18-та година па натаму, каде што многу е полесната работата на диригентот. Меѓутоа, ако го работите со детски хор, е потешко затоа што вие го поставувате гласот, учат техника на дишење, техника на пеење и ќе ги имате максимум, што можам да кажам, преку цела 6 години и повторно имате нови, па пак одново ги учите. Значи, во континуитет, постојана работа бара детскиот хор и постојано надоградување и наново учење на основни вокални работи или принципи што се важни за хорската работа. Инаку, можам да кажам дека од дете сум пеела во хорови, па можеби веќе ми беше и како пракса или продолжение на мојата работа. Можеби веќе сум знаела да го работам тоа или сум била предодредена. Пее во хорот во основното училиште, пее во хорот во нижото училиште, па поради мојот диапазон на глас честопати ги учев сите мелодиски делници на први, на втори, на трети клас и кај имаше потреба мене ме става. Меѓутоа ми направиле услуга затоа што така се развива многу добро хармонскиот слух кај младата личност или пак ете и од тука се предодредил патот дека ја успешно ќе го работам понатаму. Можеби не е добро да кажам дека јас успешно го работам, но да, јас знам дека сум успешна во тоа, затоа што и детскиот хор Свети Кирил и Методи е единствен во државата кој работи во континуитет и освојува награди. Нема ниту во Скопје. Па така, јас на пример што ми текна од хорови Злата Мегленска, нели што е? Да, ма таа е веќе женски хор. Професионален женски хор, што е? Кои други хори, не знам после да има, меѓутоа за детски хор. Следам многу. Да. За детски хор немаме со нашите успеси што ги постигнува детскиот хор Свети Кирил и Методи, значи имаме професионален хор Проарс кој колегата Сашо Татарчевски го држи, Света Злата Мегленска, значи колешката Летка, Мирча Ацев, Вардар хорот, Јасминка колешката, значи има хорови, но сите тие се возрастни хорови со возрастни луѓе, значи кога станува збор за детски хорови со континуитет и прогрес во работата, тоа е нашиот хор во Велес, значи Пошла мома на вода, ама на вода ми. Пошла мома на вода, пошла мома на вода, ама на вода ми. Пошла мома на вода, пошла мома на вода, злото сам не шарени, офама на мана, на мано фама. Пошла мома на вода, злото сам не шарени, офама на мана. Ми ја сретна лудото, ама лудото па. Ми ја сретна лудото, ми ја сретна лудото, ама лудото па. Ми ја сретна лудото, ми ја сретна лудото, и на ме говори, офама на мана, на мано фама. Ми ја сретна лудото, и на ме говори, офама на мана. Постој моме, почекај, ама почекај, постој моме, почекај, постој моме, почекај, ама почекај.
Одамна се единствени сме. немаме видено вака, Така. нели, да продискутираме колку деца офаќате сега. Вака, на самиот почеток, еве, ако зборуваме за почетокот на овој хор, еве, ако сакате и тоа да го спомнам, значи, овој хор е формиран во 2012 година во рамките на Повардарска епархија, по желба на владиката Агат Ангел, и тогаш беше за потребите на црквата да се формира, и не беше детски, беше младински хор, затоа што опфаќаше од 14 години па натаму млади луѓе, и беше околу 16 членови, и тогаш мораше многу на брзина да се научи целата литургија за да влеземе во самиот чин на светата божествена литургија, и секоја недела пеевме првен во Свети Пантелеймон, па од кога се изгради црквата Свети Кирил и Методи, почнавме таму да пееме за неделните литургии, и затоа и овој хор името го доби Свети Кирил и Методи, точно по самата црква, и затоа што со самата изградба и почетокот на божествените литургии во црквата ќе пееше или детскиот хор Свети Кирил и Методи. Значи, така настана овој хор. По брзо време од младински хор почна да доаѓаат и помлади, да има интерес и да се зголемува бројот и желба за пеење во хорот. Почна и основци да доаѓаат, баш убаво што беше така, бројката зголемена, се доби на тежина и на квалитет. Веќе од самото 2013 веќе имавме надвор представување на хорот во Бугарија, во Поморие ми се чини дека беше на фестивал на духовна музика, ако не се лажам. Тоа беше првото излегување на хорот, каде што имам убави впечатоци од тој фестивал и добивме признание за најдобра изведба на духовна музика за млади изведувачи. А исто така што е важно да споменам дека овој хор е првиот детски хор во државата што пел на литургија и што учествувал во светата божествена литургија. Кога ги изведувате, буквално се она како ангелски гласови кои што се слуша, и некои изведби што ги гледав што ги имате. Знам, имавте во Света Софија, мислам, да, една изведба што ви ја видов. За Кирил Методи беше точно песната. Величаниот Кирил и Методи од Тодор Скаловски. Така имавме една изведба. Два настапи сме имале во Света Софија пред 5-6 години на... И самата акустика која што го доловува посебно удавина е, да. Добро, и кај нас црквата Свети Пантеле, знам дека има добра акустика. Да, Свети Пантелеймон е прекрасна акустика. Ја можам таа дори Свети Пантелеймон да кажам дека има подобра акустика од Света Софија во однос за концертна изведба на хорска музика, ако се зборува. Ние сме имале како црковен хор Свети Кирил и Методи 5 концерти во Свети Пантелеймон, кои беа полни концертите, значи беше во великопосниот период. Тогаш се изведуваат тие концерти и посебно убавина има духовната музика. Да, тоа го имам исто како прашање, затоа што во вашиот репертоар навистина фаќате, што не е лесно, верувам, нели, за децата и за техника да се вежба, и начинот на пеење и диапазон на гласови. Имате црковна музика, духовна, потоа имате изведби од македонскиве песни што ги имате, класици што постојат, до светскиве хитови, не знам, Nothing Else Matter, Давид Темелковски го видов со песна за Македонија. До новогодишните, божикните песни, така да, широк диапазон. Така, репертоар. Да, имаме широк репертоар, значи со нашето формирање бевме ограничени повеќе само на изведба на духовна музика, што можам да кажам дека до голема професионалност се доведе изведбата на тој вид на музика, што и на надпреварите добивавме одликувања за најдобра изведба на духовна музика. Во 2017, ако не се лажам, во Москва добивме исто признание за најдобра изведба на духовна музика и хорот доби 2 први награди. Која година беше Москва? 2020 некаде? Не, 2017 ми се чини дека беше тука некаде во Москва. Јас добив за најдобар диригент во световна музика исто награда. Бев наградена, а хорот си доби 2 први награди. Но беше издвоена за најдобра изведба на духовна музика. Издвоен хорот, што кажува дека многу професионално се влегувало во обработувањето на композициите на духовна музика. Иако веќе испомнавте, за таа возраст на деца духовната музика е многу тешка да им ја доближиш и е
доста потешка во однос на балансирање на звучноста, каде што се бара посмирено пење, подобро обработеност на вокалот кај гласот, особено кај детските гласови, тоа пењето да биде така посмирено и подоближено за да се изведе таа духовна музика. Но веќе од кога не сме во рамките на Повардарската епархија, значи имаме поголема слобода во репертоарот или во изведбата на репертоарот, не дека ние не изведуваме духовна музика, ние се уште одам во категорија за изведба на духовна музика, но сега повеќе сме свртени кон изведба на современи композиции од автори кои го одбележуваат новото време, што нормално и поинтересно за децата, преработка на поп песни, на забавни песни, познати хитови, но исто тука во нашиот репертоар не изостанува и хорските обработки на македонски народни песни. Значи тоа обавезно исто така се во надпреварите кај што настапуваме, исто си одбираме и категорија на фолклорни, изведба на фолклорни композиции и сме земале исто прва, втора награда во тие категории. Значи, но можам да кажам дека секогаш внимавам кога одиме надвор да ја представуваме државата во нашиот репертоар, да имаме обработка на хорски композиции со македонскиот фолклор и да бидат застапени македонските автори во програмата што ја изведувам. Тука имате и Скаловскиот и имавте и познати други автори, но една Шуплевски можам, Скаловски. Една посебна изведба што ја видов беше за Соерхан Шухри и Никола Ристановски. Така, да. Тоа ме навистина реко вау. Да. Тоа беше како се случи таа соработка? Шукри бараше детски хор. Тоа беше негов јубилеен концерт и имаше и камерен оркестар Арко и мандолинскиот на Младински културен центар од Скопје оркестар, кој долги години го водеше неговиот татко и му требаше за две композиции, изведувавме детски хор. Се растрашувал кој е добар детски хор, кажале и така и се случи соработката. Стапивме во контакт и беше за Никола Ристановски да биде солистот во пењето на самата композиција и имаше уште една композиција со оркестар и колешка која работи ми се чини во Австрија, ако не се лажам.
и песната исто преработката многу посебна беше на Давид Емелков, нели, што е знам дека и они имаше споделено. Така, и со многу илјадни прегледи беше. А за песната, како испадна да се изведува или начинот зошто така се преработи, имавме патронат во училиштето Васил Главинов и кога се договаравме, нели седнуваат македонистите и наставниците по музичко да се договорат што ќе се изведува, што ќе се прави или да се осмисли самата тема на патрониот празник. И беше повторно македонското творештво, како рецитали на позната македонска дел од позната македонска литература. И што да биде, една од песните беше Мојата Македонија, која ќе одговара на самата содржина што се подготвуваше на патронатот. Ми тека дека можам да ставам тапан, да биде интересно, да не биде нели дословно изведена како што ја изведува самиот автор. И полн погодок се чини беше внесувањето на тапанот, двогласно се изработи и на крајот малку имаме тригласно пење, каде што и самиот автор во комуникација па и лично во порака ни честиташе за изведбата. Ја мислам дека 25-та година ја обележа оваа композиција со многубројни настапи, ја изведува и со училишниот хор, меѓутоа и со хорот Свети Кирил и Методи. Таа дори бевме поканети на јубилеот на Бирото за развојно образование во Скопје, токму да изведеме химната на Македонија и Мојата Македонија како песна. Колку имаат удел младите да бираат некогаш кој песни ќе се изведуваат? Јас им оставам и нив да кажат да нивно мислење, да кажат нивно мислење, но за да се влие врз нив, значи некогаш и јас го наметнувам еве мојата воја како диригент, моето мислење, што гледам пак да им биде нивно доближено. Децата, можам да кажам, многу не следат хорска литература. Они повеќе влијание имаат овие балкански простори од турбофолк музиката, што јас многу се лутам за сето тоа. Колку се надевам дека успевам да влијам врз нивниот, врз формирање на нивниот музички вкус. Но сепак го почитувам и нивното мислење. Еве сега спремавме една интересна Хака племето. Хака, може би сте слушнале. Моја идеја беше, ја подготвуваме со движење да биде, од, јас се извинувам, Маори е племето, Хака е песната. Да, Хака е песната, интересна е, на нареден настап се надевам дека ќе изведеме. И многу убаво ја прифатија, многу брзо ја научија. За 3 проби веќе ја научија. Знаете зашто ја прашав ова, например, сепак некои наши активности мои лични биле поврзани со естрадата, јас и како еден од основачите на Тоше Проевски фондација, многу пати сме помогнале на некои музички имиња. Сметам дека естрадата моментално е празна, така има некое влијание од, би рекол, слободно шунт музика, кое што нема никаков влез некоја песна кога се изведува, нема развој, нема кулминација, нема завршеток, туку е само држење на некои високи тонови песната или некој обид за она трап музика со турбо фолк. Не знам, јас не согледувам дека тоа е музика со вредности, можеби е сезонска музика. Може ли од тој поглед и вие стручно како професор да го разгледаме како младите да се убедат што значи, затоа што и металика музика, она што е метал музика и рок, не знам, и джез имаат некоја тежина или одредени хитови кои што били изведувани дури во Југославија претходно, траат и ден денеска, иако се и народни, и забавни, поп музика, примеси, не знам, од Лепа Брена, Здравко Чолик, што се вели. Сега широка диапазонов за одговоров можеби, но да ја разгледаме музичката сцена, затоа што сметам дека проработа естрадата е празна, не се создава музика со вредност. Кај е тој момент, кај го ловите на дали музичка неедуцираност доволно да се бара квалитетот, да се... Вие работите поише со деца и... Така. Верувам поише се соочувате со тој предизвик. И проблем може да се каже на нашата музичка сцена, слободно како проблем може да се наметне. Прво дека Македонија е мал пазар,
Так, за музичка сцена, да, тоа го знаеме сите, но иако е мал, треба да си ја заштитиме нашата музичка сцена, веќе ако зборуваме за забавната, за народната музика. Децата слушаат оноа што им се нуди по медиумите, сега и социјални најчесто, да. Па после ќе отидат многу пати, знаме, ви во дискотеки и по кафичи, и било во кој локал после во подоцнежните часови се можете да слушнете турбо фолк музика, односно она што го слуша нашето обкружување влијае и врз нашиот простор. Србија, Бугарија, јас можам да кажам дека апсолутно влијаат врз вкусот на младите луѓе. Тука е и семејството, исто така, значи проблемот е покомплексен, не е на едно место само. Па и кај нас во образованието, значи за формирањето на вкусот, на музичкиот вкус, ако зборуваме ке младата личност, влие семејството, влие државата, влие улицата, локалите. Што се носи, ако гледате во Борис Трајковски, во салата, кои пеачи доаѓаат, кои концерти се полни. Сето тоа ни кажува, ни дава еден патоказ, можеби и што да направиме понатаму. Од нас сите зависи и од медиуми, и од училишта, и од домот, од семејството, за да се даде еден музички правец или патока што да се слуша. Многу пати јас на моите часови имаме ние и во новата наставна програма имаме видови и жанрови на музика каде што почуваме да учиме забавната музика од самиот почеток, од џез музиката и така натаму како се развивала, па се до ден денеска што се слуша или како се прави или како се креира музиката. Јас им објаснувам дека они денеска тоа што го слушаат е многу лесно да се направи по музички шаблони и компјутерски да се направи и дека сета таа електроника нема внатре душа, нема емоција или текстот повторување или е безобразен, безличен. Значи самата тематика во текстот како содржина нема длабочина самиот тој текст, нема одредена емоција. Па после музички да гледаме развиена мелодиска линија во самата песна. Тоа е многу едноставно, многу лито. Ајде да не речеме, напад им покажувам, германските психијатри имаат еден убав наслов, не знам дали сте го прочитали, им го покажувам, таа музик фур идиотен. Музика за идиоти. Им кажам, гледате како не гледаат преку турбо фолк музиката и значи им го предочувам тоа. Мене беше интересно што една ученичка после толку години, после 10 години, апокалиптика биле тука и ми рече, наставнички, отидов јас да ги слушам апокалиптика токму поради вас, затоа што вие како видови и жанрови на музика не ги пуштивте. Јас тука слушнав, не дома, не на улица, не во кафич за таа музичка група, дека постои. Да. И право да ја кажам, мене ми дојде убаво на душата. Да, дека имало влијание, имало позитивен фидбек. Барем ке некои деца од она што го работам, на час ќе има влијание или ќе има малку поразличен музички вкус од останатите. Но апсолутно влијанието доаѓа од сите страни. Тоа е еден момент. Друг момент кој што го ловам како проблем е тоа што се навлезе премногу во само препејување на стари песни. Например, тие луѓе пред 50-100 години создале македонска музика, која што вреди, убаво е да се препенели први албуми, направија синтези, Стоше, не знам, Каролина и низа други во поно време Next Time, но само се продолжува со препејување и сега ја викам, но треба да се создава нова музика, значи, за да и по 50 и по 100 години, по 200 години луѓето пеат македонска музика, треба да се создаваат и нови хитови, имаме посебен такт музички, кој што и понатаму треба да се промовира. Но гледам отсутност и некако се препејуваат песни, нели, кои што Так. Некоја празнина постои. Не, убаво е да има препејување, не велам не. Да Нели, еве како Next Time народната музика, така да им ја доближи со еден нов музички момент на децата или на помладата публика. Но да не се создават хитови во така. одредени познати лица, да не спомнеме сега имиња, подолг период само да се живее на стара слава. Така. Дека има вакуум во создавањето на нови хитови еве ако зборуваме во забавната музика, има некој вакуум простор.
Има. Може би материјално не се луѓето инспирирани да создаваат или да творат, да креираат, да бидат на музичката забавна сцена. Може би и тоа дека има, да, дека нема нешто ново така што ќе биде поубаво или хитовски и младите што ќе го препознаат кај нас и што ќе го изведуваат и што ќе биде убаво, за да не се осврнуваат на она што ни го нудат соседните земји. Да, затоа реков, сите сме виновни. Може би уметниците тука не доволно креираат. Мислам за онаа забавна сцена. А сум го истражувала и моментот велиме дека да, може би нема ништо и во класичната музика, но класичната музика пак е со материјалните добра, ако навлеземе. Има нова класика, меѓутоа новата класика е во филмската музика. Јас тоа им го кажувам на децата, да, филмската музика изобилува со убава музика и со новитети во кои што придвижуваат и музичката сцена на светски рамки. Точно. Без разлика дали ќе биде и во ќе имат некои хитови во поп музиката или ќе излезат како што е My Heart Will Go On од Титаник што излезе како хит или беше во најавната шпица на самиот филм. Значи, да, се создава, но како медиум телевизијата го нема веќе тоа влијание, нели еве подкастите, интернетот. Сега колку тој интернет ќе се доближи и како ќе се доближи до младата публика да го слуша, тоа е едно големо прашање. Тоа имам едно прашање, например, дали денес во тоа дигитално време музиката има поинаква тежина и значење и каква е музиката во градењето на вредности кај младите, ако го разгледаме? Ако мислите за креирање, денеска е полесно да креирате музика. Не ви треба цел ансамбл да го слушнете тоа, како што бил Моцарт или Бетовен го пишувале тоа, па у главата им звучало сето тоа, па го давале да го, нели оркестарот да го подготви па да го изведуваат. Сега вие во самиот момент додека го креирате, веќе може да слушнете како би звучал цел оркестар. Значи, многу е поедноставена работата во однос на компонирањето. Да, вие треба да имате идејата, треба да сте музички наобразувани за да креирате музика, ако зборуваме за класична музика. Да, но е олеснето. Многу олеснето. А па да не зборуваме за забавната музика, каде што имате 5 инструменти или 6 инструменти внатре, софтверски тоа да го направите, таа дури не мора да имате ни да викнете да го исфири тој некој во студио. Сега и со вештачката интелигенција сама ќе се направи песната. Ете така, според вкусовите. Значи, музичко студио не ви треба да сега дословно, нели, не може да биде баш како звукот на виолината. Имате електронски виолини, каде што ќе го напише композиторот што треба со ноти да свири и тој ќе се насними. Не мора да викнете виолини за да ви го одсвири тоа. Значи, обемот на работа е намален во однос на компонирањето, но за идејата, да, сепак двигател е човекот, идејата треба да има. Се сеќавам на приказна од музичко, кога одевме и основно музичко, приказната за Моцарт. Нели, мислам дека пред некоја година открија нова и партитура која што изведа прв пат после 300 години се откри. Вундеркинд, кај што некој забрането дело во некоја црква за изведба, на 5 или 7 години од самото слушање на тоа дело. Не беше со Моцарт тоа поврзано. Мислам дека имаше една таква случка кај што забрането дело од црквата да се изнесе. Имал многу забранети дела. И он со самото слушање надвор од црквата го буквално почна да го свири делото, а се чуда како и кој го изнесе сега текстот, односно партитурата. Не, Моцарт имал како интелект, имаме ли такви гени? таленти некои? Што се случува со тие млади музички таленти? Колку знаеме да ги препознаеме и да им дадеме простор за да се или да се поддршка? Има, еве и во хорот има едно дете сега што ми дојде со брилјантен слух, можам да кажам, апсолутен слух. Значи, тоа се деца што апсолутно слушаат звуци, погодуваат тонови и така натаму. Значи, има талентирани деца. Сега ние како возрастни или јас како музички педагог можам да го насочам и да му дадам патоказ. Сега колку ќе го прифати тоа, значи насила ништо не бидува. Како може да се заинтересираат ете младите луѓе поише за хорско пење, за соло и за градење на вистинска музичка основа вредност? Така, значи, дека има интерес, нарочито е ако зборувам за мојот хор, значи сега броиме 43. Так. Значи почнавме со 16 во 2012, сега имаме
43 хористи. Интересно е, како податок, првен беа само девојчиња, а сега имам и момчиња, што Потешко се решаваат, може потешко би. се решаваат, па и средината да не му се смеат другарчињата. И со тој предизвик исто се сочувам. Имав и едно дете што почна да доаѓа, па се срамеше и се отпиша, не доаѓа веќе затоа што го зафркавале другарчињата, зашто доаѓа на хор, демек. Тоа е само за девојчиња работа. А многу пати сум објаснувала дека има и само хор со момчиња. Так. Нарочито еве во католичката црква, па се само хоровите со Но и на момчињата. филмовите што гледаме и актуелни. ние за машки хорови. Да. Значи предизвика има интерес ке помладите генерации, можеби и самото ново време носи она што го сакаш да го направиш, да не гледаш другите што ќе речат, затоа што живееме во помала средина и ни е важна, нели, околината како не гледа или како не доживува, но веќе тоа ми се допаѓа ке помладите. Се рушите стереотипи, или може Да. Постои, но ке помладите генерации веќе го нема. Значи, јас веќе имам 10 момчиња, што Е солидна немав ни бројка, едно. да. Немав ни едно момче. Значи, покажуваат дека интересот се зголемува, дека Ете, повик, што би им препорачале на младите кои што се уште се двоумат дали да пристапат кон хорско пеење, дали или соло пеење, што би им препорачале вака? не, ако сакаат дека треба тоа да го работат и да дојдат, еве, да ги преслушам, значи го правам јас тоа во континуитет, ако има добри гласовни способности, да ќе му помогнам во сета таа негова љубов и желба кон музиката, еве, кај мене поточно кон пењето. Значи убаво е да се оди на било какви активности. Јас си ги поддржувам децата во тоа и честопати им велам, не мора да е хор, одберете нешто, не седете пред телефоните и не го губите безцелно времето. Одете дали на кошарка, дали на ракомет, дали во музичко училиште, дали на хор, некоја ликовна школа и така натаму. Значи, они треба да прават нешто. Треба да имаат и хоби. Да видат каде може да се Да, остварат да. и кои се нивни таленти. Таленти, точно. А тука ќе види, барем во хорот се бара малку поголема работа и ангажираност, можам слободно да кажем, затоа што работиме потежок репертоар. Не е она едногласни детски песнички што можеш да ги сработиш и на час. Значи, има многу такви хорови што си работат едногласно, како на час да се Колку е тоа испаѓаат. потешко или полесно кога некој пее соло и да се развие во техника на пеење или во хорското пеење кај што нели треба да се усогласи со низа плејада луѓе околу него? Значи, и да почнете како соло пеач или да сакате да бидете солист и да сакате да пеете во хор. И за едната и за другата работа ви треба добри гласовни способности да поседувате, па после нели и слухово добро да стоите, да примате и хармонскиот слух да ви биде до некаде развиена, после ќе се доразвие во самото доаѓање на хорот. Тежината е различна. Например, ако си солист, да, треба вокални способности. Сега тука треба сам да испееш, каде што стравот пред публиката е многу поголем, кога пееш во група, тука одговорноста ја споделуваш. А кога си солист, одговорноста е само твоја. Колку ќе бидеш успешен на настапот, така и хорот, одговорноста е подеднаква на сите. Ама од друга страна треба да се усогласиш. Точно. Па тонски за со- тоа се многу работа, многу труд, многу вежбање. И не е едноставно, значи во континуитет вака и да бидете солист, да пеете како солист, соло пеач, еве, оперски пеач, и да бидете хорски пеач. Дефинитивно потребно е да имате вокални способности и кај едните и кај другите. Не можеме да кажеме воа е полесно, тоа е потешко, затоа што секоја си е специфична работа. Затоа вама одговорноста е ти треба да анимираш публиката, да речеме да анимираш, да го привлечеш вниманието за да те слушаат, колку ќе дадеш како солист на сцена, а тука сите заедно ја споделуваме одговорноста, не дека немало и неодговорни деца, имало и неодговорни деца во хорот, каде што не следат рака на диригент, значи тука треба и диригентот да се следи. Па ќе дадам знак за крај, за завршеток.
па ќе си продолжи некоја или за почеток. Па затоа и велам и со децата е малку и потешко да се работи. Но одговорноста и кај едните и кај другите е голема. Колку И најчесто различните ги имате децата кои ќе почнат да речеме, се случува еве некои да ги имате и повеќе години, бидејќи најчесто некои генерации се губат кога ќе останат веќе во средно или вие независно работите сега само со основно или средно, туку е мешан. Вака, ја почнувам од основно, но детски хор е, слободно можам да кажам, доке 15 години. Има многу пати сакаат да останат и понатаму во хорот, веќе ја им велам ајде нека биде граница 3-та година средно, затоа што имам па друг проблем кога одиме на надпревари, на меѓународни надпревари, има граница, нели, од која до која годишна старост треба да биде детскиот хор. Значи мора да ги пријавиш по дата на раѓање и е ригорозно. Напати некои меѓународни надпревари дозволуваат 10% од бројот на хористи да биде да биде со поголема годишна возраст. Значи гледаме да бидеме во рамките тука, да се држам до рамките на тие граници. А што се случува после со тие деца? Имаме некои што ги опфаќа како таленти да се развиваат и понатаму? За жал, во гимназија мислам дека имаат некој хор или знам дека пеат, дали забавна, дали народна, дали такви некои други активности, но младински хор во градот нема. Во Велес немаме. Кога ќе отидат на факултет, многу од моите хористи пеела и во Мирчаацев, и во Света Злата Мегленска, и во Проарс, во професионалниот хор. Имаме веќе хористи што пееле, или завршуваат веќе средно музичко, па на факултет. Мислам дека треба нов чекор да преземете за уште еден хор. Но не, тоа многу ќе биде. Не, многу работа. Помнавме нели дека пењето влие врз менталното здравје, емоционалното здравје, не само кај децата, туку и општо и кај сите нас. Може уште еднаш да спомнеме
како сето тоа влии кон самодовербата, како музиката може да биде и терапија нели за младите и за возрастните? Така, првен дека доаѓа детето има некој ангажман, таа е убава работа што ќе си се научи дека токму во тоа определено време он треба да отиде на хор или треба да отиде во музичко или треба да отиде на некоја ликовна секција, дека детето е ангажирано и оди на право место или да си го развива својот талент, прво да појдеме од тука. Тоа е убава работа. Значи, своето драгоцено време детето го мине некаде каде што учи нешто. А во однос на пењето, и дека има големи здравствени придобивки, затоа што учат да дишат на диафрагма, учат вокална техника, да земат воздух по една фраза, да ја издржат во одредено време или да не земат воздух каде што не треба. Значи, музичката меморија која е поврзана со математичката, можам слободно да кажам, каде што учат мелодиска линија да ја меморираат, па да ја репродуцираат. Учат на многу јазици, ви кажав, на маорите, учат на руски, учат на англиски, учат на латински, учат на германски. Апсолутно не се оградуваме на кој јазик ќе пееме или ќе изведуваме музички композиции, значи се развиваат центрите за меморија. И со пењето, и со свирењето на музички инструмент, значи тоа веќе психолозите и психијатрите го имаат со многу експерименти докажано дека децата што одат во хор се и многу поемпатични, се посоциализирани, другаруваат, знаат да споделуваат, не се изолираат или не живеат во свој собствен свет, што денеска и насочената концентрација ке децата е многу намалена. Ја и на самите часови во работата со децата гледам дека немаат доволна концентрација, се сведува на 10-15 минути како што ги гледаат видеата на TikTok и ти веќе не си ми интересен после 10 минути. Но овдека баш во хорот се учат на насочена концентрација, насочено внимание да имаат и големи придобивки има врз, апсолутно. Едно социјалниот живот, значи стекнуваат и другарства, си се дружат и надвор од хорот тие деца. Мене ми е драго што и после завршувањето на хорот тие пријателства им траат и како средношколци или понатаму во животот. Гледам дека се дружат или ќе си помогнат за одредена работа. Значи, самото одење во средини кај што има тимска работа. Ја можам слободно да речам дека хорот е тимска работа. Каде што сите мора да се слушаме. Сите сме важни. Сите заедно допринесуваме. Или кога одиме надвор на надпревар, сите заедно го правиме тоа. Еден да не биде како што треба, се ни паѓа во вода. Целата работа, цела година сме се мачеле. Еден ако не научи и пе нешто што не треба, Така, се влие на целата... Да, на целокупната работа. Хор. Да. Тоа е во тимската работа. Еден да не е како што треба во тимот, знаете и вие тоа дека веќе успехот на целиот тим пропаѓа. Што ново спремате сега во периодов? Или за што следно се спремате? Така, следно веќе ќе се подготвуваме за друг меѓународен надпревар. Се надевам дека во Грција би било, затоа што е голема бројка, имаме многу мали деца. Имам деци од 10 години, што малку подолго патување. Колку се најмалите? 10? Да. И патувањето на помала возрастни деца знам дека ќе биде малку попроблематично и затоа гледав поблиска да биде километражата до надпреварот каде што ќе одиме, затоа одбрав да биде и во паралија музика и море. Имаме отидено ние претходно на тој надпревар, затоа се одлучив да одиме на тој надпревар. Почнуваме со подготовки за материјал или композиции за надпреварот што ќе биде. Исто еве сега од општина ни контактира за Свети Трифун да пееме во Младинскиот парк и ќе одиме со македонски композиции, односно од хорското творештво на македонските композитори. Тоа е вака наблиску ново, но во текот на годината постојано имаме настапи, каде за мислам сега последното беше пред новогодишните концерти, многу концерти во Скопје и 2 година бевме и доста ангажирани на настапи, концерти. Од сите тие награди, сега тешко е да се праша, нели, мислам, не соодветно која ви е најдрага или но која сметате дека признание ви е најзначајно? Во Москва, во Русија се најзначајните и првен за
она што јас сум го работила, затоа што добив награда и за најдобар диригент на световна музика, нели, те признаваат како хорски диригент, ти дале признание. Исто така тука добивме 2 први награди во изведба на световна музика и на духовна, и издвоена награда, значи најдобра изведба на духовна музика од целиот надпревар, а во Москва беа над 50 хора, имаше конкуренција, во повеќе категории се разбира, и многу јасно дека тука тие ми седни од моите најдраги награди и за хористите што станува збор и за мене како диригент, каде што нели ти утврдува дека тоа си го сработи, затоа што како личност, ние како личности треба во континуитет, постојано да учиме, постојано да се надоградуваме, нарочито во музиката, да следите какви нови хорски композиции има. Јас го следам тоа. Има еден доста интересен композитор Дариус Лим што ми е предизвик да работам, The Doll Songs. Моментално на сите меѓународни надпревари се изведува или надпревари каде што изведуваат детски хорови, учествуваат детски хорови, се разбира. И таа надоградба постојано и во континуитет треба да имаме, ако сакаме да бидеме некаде на врвот, да не бидеме на средина, да бидеме блиску до врвот. Еве, не на врвот, но блиску до врвот, но сепак треба да се тежне да се биде на врвот. Убаво е што, еве, токму во Велес постои најдобриот детски хор во државата. Да, добра мотивација, значи сте препознати. И што е она што е како потреба можеби на хорот за да се развива уште повеќе? Многу. Сум видела како функционираат, еве во Москва, како функционираат другите хорови. Они одат со еден цел тим на луѓе. Си има во хорот корепетитор, пианист, си има кој се грижи за децата, одговорен човек, кој се грижи за облеката на хористите и така натаму. Јас во Москва отидов, да не речеме сама, со уште еден придружник, да ми помага, и тоа да ми помага. Јас бев и чувар на децата, и за облеката, и дали некој бил болен, и доктор. Еве, во меѓувреме, и доктор, и диригент на крајот. Значи, работата со хорот треба да работи еден цел тим, но кај нас условите не го налагаат тоа. Еве, јас би сакала да биде овој хор градски детски хор. Бренд, може што ќе представи градот и државата. Градски детски хор кај што ќе си биде со одреден буџет, кај што ќе си биде под капа на државата или под капа на градот, каде што нема само јас да бидам како хорски диригент, затоа што нормално и ти како човек се трошиш, детските хорови се поспецифични, ви кажав за работа, каде што ќе имате и помошник диригент, кај што 20 диригенти ќе работат. Еве, не де Боже, мене ми се случи нешто кога одиме надвор. Што правиме? А јас сум сама со децата. Така да, поради материјални средства, останувам само јас. Напати сум барала помош од помлади колеги. Ќе почнат, па ќе ги снемаат, бараат материјална, нормално поддршка за сето тоа. А еве, јас несебично ќе кажам дека јас за мојата работа не земам хонорар. Јасно. Не се плаќа чланарина, ниту чланарина се плаќа. Пробите се држат во Васил Главинов, ако зборуваме за детскиот хор. И за тоа немам никаква финансиска надокнада. Цел драга волја е повеќе. Да. Но доста мотивирано, мислам, и толку години. Што би им препорачале на младите, еве, освен како повик да се вклучат оние што се талентирани, и во поглед на музиката, она што го разговаравме, музика со вредности? Дека музичкиот вкус во доаѓањето на хор и во пењето во хор, дека ќе се искристализира, да, и тоа се случува. Кај децата, значи, се развива тој музички вкус и нормално можеби ќе покритички ќе бидат настроени кон она што им се нуди од околината или она што сакаат тие да го слушаат. Верувам дека тоа е така.
На моите колеги, помлади колеги, еве ако зборуваме за моите колеги, им препорачувам првен нека почнат да работат без хонорар, нека имаат хорови, нека имаат музички ансамбли и оркестри, нека почнат и со оркестри да работат. Убаво е, знаете што, на крајот од денот, кога ќе ги видите тие среќни лица после концерт, после успешен концерт, после успешен надпревар, кога ги браниш боите на државата, знаете која радост е тоа, која еуфорија кога ќе земете награда. За тоа вреди, ќе речем и без пари да го работите тоа. Значи, тоа е мојата мотивација како човек. Мислам дека и помладите колегите би требало во првиот период, па отпосле, нели, може би ќе имаат и финансиска поддршка или бенефит од кариера. И кариера од сето тоа. Но јас себе до ден денеска го работам со ентузијазам. Без. Кај вас лично има некоја желба се уште у поглед на соло пењето? Ака со текот на годините нормално опаѓа и капацитетот на вокалните способности, да. Дека таква кариера не е сега веќе. Се радувам на кариерите на помладите, мои ученици што биле или помладите генерации. Се радувам кога ќе ги видам на музичката сцена, кога ќе ги видам во опера да имаат настапи, кога ќе ги видам солистички настапи да имаат. Па и инструменталисти многу пати од Васе Главиноти испаѓаат и врвни инструменталисти што посетувале нормално и нижо музичко училиште. Сега на моите 50 години ми останува да се радувам на успесите на младите луѓе, но педагошката работа се надевам дека уште многу долго време ќе работам, ми исполнува да видам дел од нивната музичка наобразба, и кога ќе ги видите веќе како изградени музичари и личности кои си го трасираат успешно патот во класичната, во забавната музика, веќе има некои во бендови и така натаму. Навистина ми беше задоволство да ви имаме за гостин вака во овој подкаст. Одамна договаравме, нели? Така. Пренесете топли поздрави до децата во хорот. Верувам дека се среќни што имаат професор со голем ентузијазам. Посакувам многу успешни и нови награди, настапи и мотивација музичка која што верувам дека ќе изненадуват и понатаму, зашто репертуарот и оно што и до сега се гледа и кај вас и на профилот, и на Facebook, и на YouTube што постои, е доста интересно. И не случајно можеби затоа добијате награди и сте повикувани. Не само до наградите, но реалното ентузијазам го пренесувате со години. Така. И ми беше задоволство што конечно успеавме да се реализира овој подкаст. Ние во текот на подкастот видовме неколку исечоци од вашите настапи со децата и верувам дека ќе имаме уште можност. Значи следното е кога? На февруари рековме во Велес? Во Велес, да. За Свети Трифон, во Младинскиот парк ќе виде. Па посакувам и некој хит да извадите, посебно ваш. Ајде, здравје, дај Боже. Како хор, нешто ново. Ќе има, сигурно ќе има. Имаме богат репертуар, следам што ново се случува во хорската музика, следам музичката сцена, ме радува. Или мюзикал некој да извадите. Ајде, здравје Боже. Здравје Боже. Чести моја што бев ваша гостинка. Посебно ми беше драго, нели, едно да поразговараме за вашите успеси, но и да споменеме за некоја мотивација музичка кон младите, какви музички вредности да бараат, музика со квалитет, музика која што изградува, што трае како хитови, ако сакат, нели, да имат и собствена музичка кариера, можеби. Така е, во иднина, да. Се најдобро ви посакувам. Вас, здрави гледачи, исто ве поздравувам. Останете со нас и во наредниот подкаст што го спремаме. Денеска ни беше гостин професор Веселинка Маџарова, која што е и предводник на детскиот хор Свети Кирил Методи од Велес. Таа преку музиката не само што создава со сите тие детски гласови и музички вредности, ја пренесува и љубовта кон културата. И во овој разговор зборувавме за патот на музиката, низините вредности, влијанието врз младите, успесите на детскиот хор и посакувам да има уште многу вакви ентузијасти кои што ќе работат со деца, со млади, кои што своето знаење несебично ќе го пренесуваат и во изградба на нови млади таленти. Останете во добро до наредниот подкаст.